Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за улогата и важноста на физикалната терапија, конкретно кај дискус хернија, меѓутоа со сите најнови, најсовремени технологии кои што се применуваат за да се ублажи и болката и да се излечи овој проблем. И не само кај дискус хернија, туку и кај други хронични болки или состојби, мускулно-скелетни проблеми за кои што ќе слушнете во текот на емисијата и што е тоа што е најново, а веќе го имаме и во нашата земја. Ќе почне со примена веќе во месец јуни. На оваа тема разговараме утрово со доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар од ProMedica Medical Center. Добро утро, доктор Александра, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам за поканата за учество во вашата емисија и поздрав до сите гледачи. Така, и веројатно и ќе очекуваат да слушнат кои се тие терапии, кои се тие најнови и најсовремени технологии, посебно кога станува збор за дискус хернија која што мачи голем дел од популацијата. Пред да почнеме да зборуваме за сето ова, како ова променливо време кое што го имаме во моментов, дождот ни е потребен, можеби и ни олеснува, меѓутоа како влијае на луѓето кои што имаат и хронични проблеми, кои што имаат хронична болка, како им влијае сето тоа? Да, ова променливо време секако влијае на нашите пациенти кои што имаат хронични дегенеративни промени во зглобовите или орбитниот столб. Со самата промена на атмосферскиот притисок, тоа е и научно докажано, дека доаѓа до промени во самиот притисок во зглобовите, поради што оние пациенти кои се метеоропати чувствуваат болки при овие временски промени. Така што дефинитивно при ваквите временски промени нивните симптоми и тегоби се влошуваат. Да. Дали треба веднаш да се посегнува по аналгетици за да ја смириме болката или потешкотијата, или ако претходно превентивно делуваме, односно ја применуваме физикалната терапија, нема да се соочуваме со такви проблеми при променливото време? Така е, значи најдобро би било да најпрви се консултираат со специјалист физијатар пациентите и секогаш ја препорачуваме пред се примената на физикалните модалитети и физикалната терапија пред примената на аналгетиците. Аналгетиците во некои состојби се неопходни, но ние се трудиме да нивната примена биде што пократка за да се избегнат нивните несакани ефекти. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. За современ третман на дискус хернија, на хронична болка и други мускулно-скелетни проблеми и болести, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар од ProMedica Medical Center. И сега да почнеме со дискус хернијата, колку е честа, што представува и на кои симптоми најчесто се жалат пациентите кои што го имаат овој проблем? Дискус хернијата е состојба со која често се среќаваме во нашата пракса и тоа кај пациенти од, можам да кажам, сите возрасти. Дискус хернијата настанува како резултат на дегенеративните промени во меѓупрешленските дискуси. Меѓупрешленските дискуси се раскавични творби што се наоѓаат меѓу прешлените и што просто кажано представуваат еден вид амортизери на орбитниот столб. Благодарение на нив се овозможуваат глатките движења во орбитниот столб. Со текот на годините, како и при одредени професии кои имаат долго седење, стоење, кревање, кај одредени лица, значи настануваат дегенеративни промени во овие дискуси, нивна дехидратација, тие губат течноста и може да дојде до пукање на самиот фиброзен прстен на дискусот, при што тоа централно јадро што е во центарот на дискусот може да се излее надвор и на тој начин да дојде до настанување на дискус хернија. Таа може да биде од типот на протрузија или пак ако се излее повеќе од 50% од ова јадро надвор, тогаш настанува екструзија што е всушност најлошиот тип на дискус хернија. Оваа дискус хернија потоа може да притисне во самиот рбетен канал, каде што рбетниот мозок и самите нерви, но притиска и на корените на спиналните нерви, што излегуваат од рбетниот мозок. И на тој начин се појавуваат и првите симптоми кај пациентите. Најчесто пациентите се жалат на болки, вкочанетост и спазам на самата мускулатура покрај рбетниот столб, било да е тоа зависно каде се наоѓа дискус хернијата, значи може да е тоа во вратниот, градниот дел или лумбалниот дел, односно половината и крстот. Овие болки може да се шират
од вратот до едната или двете раце, пратени со трнење во рацете, или доколку се работи за лумбална дискус хернија, може да се шират од половината до едната или двете нозе, пратени исто така со трнење во нозете. Така. Тоа се најчестите симптоми на кои што нашите пациенти се жалат. Она што е особено битно е дека оваа состојба значително им ги отежнува вршењето на секојдневните и работните активности на нашите веќе пациенти. им се ограничени така и движењата. Движењата се се ограничени, се појавува. Не секогаш, Силна или не секогаш? кај некои пациенти може да се појави одеднаш, дури при некое минорно движење, значи станување од кревет, излегување од туш кабина и така натаму. Но кај некои пациенти тие чувствуваат и подолг период тегоби, помали тегоби, што со тек на времето, како напреднуваат тие дегенеративни промени на дискусот и како се зголемува дискус хернијата, потоа може да доведат и до појава на доста интензивни болки и проблеми кај пациентите. Кои се причините за појава на дискус хернија? Дали има одредена група на луѓе кои што се некако посклони или поподложни на појава на оваа состојба? Да, секако со тек на годините кај сите нас настануваат тие дегенеративни промени на дискусите. Секако има и луѓе кои што се посклони. Денешниот современ начин на живот, сите знаеме, има многу седење, значи нашето тело е створено за движење. Меѓутоа, нашите работни обврски ни наложуваат да бидеме во една иста позиција многу долго време. Било да е тоа долго седење, долго стоење, не дај Боже, лежење во некои состојби и така натаму. Тогаш тие дегенеративни промени во дискусите прогредираат. Исто така кај одредени професии кои се поврзани со големо физичко напрегање и кревење на големи тежини, физички работници кои креваат тежини над 30, 40, 50 кила и така натаму, исто така и тука може да има предиспозиција за настанување на дискус хернија. Да. И рековте речиси во секоја возраст, па загрижува фактот која велите дека и деца имате од 15 на 16 години, така, кои што се соочуваат со ваков проблем. Најчесто го поврзуваме така со процесот и годините на старењето, па дека ќе се појави, меѓутоа помладата популација многу повеќе страда. Дали тоа го гледате во пракса и дали е така? За жал во нашата пракса имаме се повеќе помлади пациенти. Додека порано, значи физикалната терапија повеќе се применуваше кај повозрастната популација, сега имаме се помлади пациенти, некаде најголем дел од пациентите ни се од 20 до 50 годишна возраст, меѓутоа дискус хернија случаеви имаме дури и кај деца. Значи на возраст од некои се 15-16 години и тоа со наод на магнетна резонанца. Значи знаеме, седечкиот начин на живот, седечките професии и децата многу седат со тие таблети, телефони. Исто така, секогаш правиме едукација и на децата и на родителите. Некои деца вежбаат и во теретани и криваат тежини, што не би смееле да го прават. Уште дури од таа рана возраст. Да, додека не се заврши коскениот раст, не се препорачува барем до 18 години да се вежба тежински, значи во теретана. Така, бидејќи со тоа несвесно така, сакајќи да го постигнат тој совршен изглед, така оштетуваат или прават проблем на друго. Да. Модалитетите на третман на дискус хернија се најразлични. Операцијата е секогаш како последна опција, меѓутоа доколку се исцрпи претходно. Она што е добро и сакаме да го кажеме, нели интересно, од месец јуни кај вас во Промедика Медикал Центар ќе почнете со примена на најсовремена терапија, МБСТ терапијата, односно тоа е терапија со магнетна резонанца. За што станува збор? Први единствени во Македонија и во дел од регионот. Да, мене ми представува особено чест и задоволство што на нашиот оддел за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центарот, значи го донесовме апаратот за МБСТ терапија со кој што ќе започнеме да работиме од јуни месец. МБСТ терапијата е терапија со магнетна резонанца. Сите ја знаеме примената на магнетната резонанца во диагностика за правење на пресеци од слики на човечкото тело. Германците направиле технологија да може магнетната резонанца да се користи во терапија. Значи, МБСТ-то стимулира одредени биофизички процеси во телото и делува директно на оштетеното ткиво и оштетените клетки, со тоа што ја стимулира регенерацијата и репарацијата на клетките. Значи, не делува само на симптомите на одредени состојби, дали се тоа болки во зглобови, дискус хернии, повреди и така натаму, туку делува директно го таргетира оштетеното ткиво.
делува и на молекуларно ниво. Со тоа што го стимулира метаболизмот на клетките на ниво на таа молекула која што ние во медицината ја знаеме како АТП, значи го стимулира производството на АТП и со тоа се создава енергија во клетката, со тоа се стимулира метаболизмот на клетките и нивната регенерација. Така, да. Лично го имате искуството со примената на оваа најнова терапија и технологија овде во Македонија сега првпат за многу брзо време, но надвор од земјава, така? Да, значи за време... Што од ваше лично искуство ќе кажете во примената, бидејќи во светски рамки, така речи се над 300.000 пациенти третирани со оваа терапија со магнетна резонанца. Да, над 300.000 пациенти со над 2 милиони часови дадена терапија и што е најважно, терапијата нема никакви насакани ефекти. До сега не се пријавени насакани ефекти од оваа терапија. Јас имам искуство со примената на оваа терапија за време на мојот работен престој во Република Хрватска и работата во приватна поликлиника таму, каде што имавме навистина многу добри и изворени резултати во примената на оваа терапија кај бројни индикации. Така. Во што ја разликува од другите модалитети на физикална терапија? Значи, како делува на ткивата, иако дел нели малку подспомнавте? Така е. Значи, ја разликува тоа што, како што спомнав, не ги третира само симптомите, туку таа е таргетирана терапија. Таа го таргетира оштетеното ткиво и делува на самата оштетена клетка. Да речеме, кај остеопорозата делува на коскените клетки. Ја стимулира регенерацијата, значи на коскените клетки и ја зголемува коскената минерална густина, што е и научно докажано кај пациенти со остеопороза. Кај промените во зглобовите, артрозните зглобови, болки во колена, колкови и така натаму, прави регенерација на рскавицата. Постојат клинички студии кои покажуваат дека МБСТ терапијата прави регенерација на рскавица. Тоа ви е неоперативно регенерирање на рскавица, што е значителен бенефит кај пациентите. Доколку се работи за спортски повреди, например повреди на мускули, лигаменти и тетиви, прави регенерација на клетките на мускулите, лигаментите и тетивите и значително ја забрзува рехабилитацијата кај спортистите. Значи не само кај дискус хернија, примената на оваа нова терапија и технологија, така има и кај многу други состојби. Да, кај дискус хернијата МБСТ-то е покажано дека делува на самото ткиво на дискусите, исто така со регенеративен ефект. И многу побрзо се постигнува таа регенерација на оштетеното ткиво, истовремено се намалуваат и околното воспаление и болката, отколку само со примената на конвенционалните физикални модалитети. И за тоа постојат клинички истражувања кои го покажуваат тоа. Така, кога веќе и научно е докажано, така примената и ефектите кои што се добиваат од сето. Многу е важно дека не само симптомите, туку причината се третира. Така, кога ја третираме причината, значи ќе исклучиме можноста или го намалуваме ризикот нештото повторно да се појави. Се третира причината и што е најбитно, МБСТ-то значи ги стимулира природните регенеративни репаративни процеси на телото. Нашиот природен потенцијал за регенерација и репарација. Така, да. Пред да ни објасните и како се изведува таа терапија, кај пациенти кои што го имаат проблемот со дискус хернија, но споменавте и спортисти, спортски повреди, не само професионално што се занимаваат, туку и рекреативно, така се случуваат таквите повреди секогаш несвесно, не сакајки во момент кога и најмалку веројатно очекуваме. Да. Значи, МБСТ терапијата се преминува кај голем број индикации, покрај кај дискус хернијата и, како што ги напоменавме, и спортските повреди, исто така постојат податоци и од олимписки, светски прваци, значи спортисти, кои што дале податок дека после повредата по примената на МБСТ-то значително побрзо значи се враќале на своите тренинзи и спортски надпреварувања. Значи се забрзува значително нивната рехабилитација. МБСТ терапијата успешно се применува и кај артрози, значи тоа се артрозни промени или познато како остеоартритис во зглобовите, било да се тоа во колената, рамото, скочниот зглоб, шаките и така натаму. Потоа, како што споменавме кај остеопорозата, се применува исто така и кај воспаленија на тетиви, значи познати како тендинити, стручно медицински, може да се применува исто така и кај асептична некроза, така да постојат бројни индикации кои што оваа терапија може да помогне на пациентите. Така. Дали е потребно и дали се прави претходна проценка, односно преглед на пациентот, така за да се види дали е кандидат за да може да се примени оваа терапија кај него? Има ли некогаш некои контраиндикации дека кај некого може или не? Да, секако најпрвен треба
пациентот да дојде на преглед кај специјалистот физијатар, кој ќе процени дали тој пациент е вистинскиот кандидат за МБСТ терапија. Постојат одредени контраиндикации за МБСТ терапија, како што е вграден пейсмейкер или други електронски дефибрилатори уреди вградени во телото, но секако секој пациент е индивидуа и индивидуално го проценуваме врз база на возраста, општата состојба, другите коморбидитети и здравствени проблеми кои што тој ги има, дали е вистинскиот кандидат за оваа терапија. Така. И она што најмногу не интересира, како се изведува самата МБС терапија, односно терапија со магнетна резонанца, колку време трае, колку сесии се потребни, после колку време да ги очекуваме резултатите? Да. Самата МБС терапија е еден многу нежен и тивок третман, значи тој се изведува на уредот кој што представува еден всушност кревет на кој што пациентот лежи. Време траењето на една сесија е 1 час. 1 час, значи лежите релаксирано, може пациентот да чита книга, може дури да заспие, значи терапијата е потполно безболна и пријатна за пациентот. Може да се изведуваат од 7 до 10 сесии на терапија, значи терапијата е 1 час дневно, значи може да бидат обично протоколите се 5, 7 или 9 часа терапија. После извесен период од неколку месеци може и да се повтори терапијата, кога може да се препорача, да речеме, и помал број на сесии, зависно од состојбата на пациентот. А на колку временски период, кога едната првата ќе се направи, па следните може треба да се направи, неколку може дени, неколку месеци може, значи да се направи и после, да речеме, неколку месеци да се повтори терапијата. За да ги, значи, ефектите на терапијата кај некои пациенти, позитивниот ефект го чувствуваат уште по завршувањето на терапијата, во текот на првите недела 2 по завршувањето на терапијата, кај некои пациенти е потребно некогаш... Ова е што го гледаме така на сликата. Да. Ова е апаратот. Отворен е просторот, што е многу битно. Апаратот кој што ние, тој е најновиот сега модел. Тоа е отворен систем, значи удобно, пациентот си лежи, не се чувствува ништо, потполно безболна, неинвазивна терапија. Значи нежна терапија, како што рековте, така. Без употреба на лекови, без употреба на инекции. Значи, така да ефектите кај некои пациенти се недела 2 по завршувањето на терапијата, кај некои треба да се почека дури 2 до 3 месеци по завршување на терапијата за да го видиме вистинскиот ефект од МБС терапијата. Така. Во зависност од степенот на дискус хернија, така, локализацијата, некогаш е потребно заедно со ова и комбинирање на друг тип на физикална терапија? Да. Или пак можеме единствено и на ова, со ова да се насочиме? Некогаш може да се оди единствено со ова, меѓутоа во зависност од клиничката слика на пациентот и хроницитетот, долготрајноста на тегобите, голем број податоци покажуваат дека добро е да се комбинира МБС терапијата и со други физикални модалитети и дека тогаш кај одреден број пациенти се постигнуваат дури уште подобри резултати. Така што може да се комбинира и со останатите конвенционални физикални модалитети. Така. Имаме и гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Во програма сум, така? Во програма сте, да. Имам 2 прашања до докторката. Може, слободно. Во која клиника работи? И јас страдам и од остеопороза и колената ми се катастрофа со рскавицата. Да. И уште едно трето прашање, дополнително, лани се оперирав на ногата помеѓу коленото и колкот на десната нога, ја пукнав и ми вградија 3 штрафа. Смеам ли на магнет да легнам со тие 3 штрафа? Добро, доволно е, доктор Александра. Ова ви благодариме за јавувањето. Ќе слушнете сега веднаш. Да, значи, секако дека МБСТ-то може да се примени кај овие индикации, овие проблеми кои што ги има господјата, кај остеопорозата. Значи, постои посебен програм за остеопороза и посебен програм што е за оштетена рскавица во колената, за артрозна во колената. Што се однесува до самиот метал имплант што го има, треба да се провери од кој материјал е направен и дали е компатибилен. Има одредени материјали, ендопротези, кај кои што може да се применува
на МБСТ терапијата и одредени други материјали остеосинтетски кај кои што не може да се применува. Значи кога господјата би дошла, би направиле преглед, би виделе кој е составот на тој материјал и би одредиле дали може да биде кандидат за оваа терапија. Така да. Од Промедика Медикал Центар е доктор Александра Мрмевска. Јас споменав на почетокот, но и веќе повториме уште еднаш, можете да се јавите на телефонскиот број во Промедика и да си закажете термин или едноставно некогаш само и да се посоветува, така да праша, да ја кажат проблематиката која што ја имаат, па нели да се знае каков план ќе се направи понатаму. Сите оние кои што, ми ви јавуваат од режија дека повторно имаме гледач, му даваме предност секако. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Поздрав до водителката и лекарката. Ви благодариме. Јас више станав досадна со овие прашања. Ама маката и проблемот го имате. Претходно прашував, сега па ќе прашам. Добро. Од колкот до коленото, ногата со години ме боли и као установија дека има остеропороза, а имам и дискус хернија. Меѓутоа немам проблем со кисмата. Сега помна докторката само некоја инекција. Што инекција треба да примам за барем навечер да не ме боли? Мирно да спијам. Добро Инаку ви. сум кажала, пијам Роксија, пијам Раптен Дуо, по потреба Блок Макс и да не ви задржува повеќе. Ви Добро. благодарам пријатно. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Да, значи прво кај господјата треба да се утврди дали проблемот е од колкот или е од самиот лумбален дел од дрбетот, од дископатијата. Често пати тие знаат да даваат слични симптоми. Гледам дека земала доста јаки аналгетици, рекоксијата и така, тоа се доста јаки аналгетици. За тоа дали може да се примени некаква инекција или не, најпрвин треба да направиме преглед за да направиме проценка каде е причината за проблемот, за да можеме да препорачаме некаква си медикаментозна терапија. Така. Но секако МБСТ терапијата може да дојде во предвид и кај овие случаи, дури кога се работи за коксартроза, односно артрозни промени во колкот и пратени со остеопороза. Тука може да помогне и таа терапија, секогаш е подобро да одиме по-неинвазивно, не со инекции, не со операции, туку да одиме со некои терапии кои немаат несакани ефекти. Така, за да го постигнеме она посакуваното, а и кога веќе спомена гледачката дека има остеопороза, мора да биде многу внимателна за да го намали ризикот од скршеници, односно тоа е најголемиот проблем кај остеопорозата, бидејќи рехабилитацијата после тоа е навистина некогаш и долготрајна и помачна. Така е, значи студии покажуваат дека пациентите кои правеле МБСТ терапија, пациенти со остеопороза, кај нив по завршувањето на терапијата, дури во текот на наредните години, има помала инциденца од фрактури, од скршеници, што е најголемата компликација од остеопорозата. Самите лекови за остеопороза, бифосфонатите, се препораките да се применуваат во трајање од 10 години максимум и потоа да се направи пауза. За време на паузата, кога пациентот не ги зема овие лекарства, остеопорозата прогредира. Тука може навистина да се види бенефитот од оваа МБСТ терапија. Така. Да. Добро утро и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Јас се извинам ако ви го имам 5 секундно што се јави прекаченава последна. Не и кажав на докторката дека немам импланти, не сум оперирана. И имам реуматоиден артритис и сум на метотраксат терапија со артритисот, а на К3 D3 капки и на витамин К. Добро, да. Добро. Во ред, ви благодариме. Ние веројатно разбравме и слушнавме дека има плочки некој Да, зграден, некој ова е шраф, исто. да, Ете да, така, да. добро. Значи, може да дојде во предвид примената и кај пациентите со ревматоиден артритис, меѓутоа треба да се направи прва проценка од физијатарот, за да најчесто ревматоидниот артритис ние од наш аспект, од аспект на физикална терапија, го третираме во субакутната и најчесто во хроничната фаза. Доколку постои акутна екзацербација на симптомите кај ревматоидниот артритис, во смисол на акутно воспаление, силно воспаление, бидејќи тоа е сепак автоимуно заболување, во тој случај не се даваат физикални модалитети. Но во субакутна хронична фаза, кога е болеста стабилна, може да дојде во предвид и примената и на МБСТ терапијата во
таа одредена регија, конкретно зглобот кој што е највеќе зафатен, бидејќи кај нив има зафаќање на повеќе регии и повеќе зглобови. Така, да. Имаме уште двајца гледачи. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, Ве слушаме. би сакала да прашам нешто докторката за се работи за внук мој. Така, ајде, повелете, Ало? ве слушаме. Ало? Да, во Добар ден. програма сте, поставите го прашањето. Ке ве молам, едно прашање, малце необично, се работи за внукот мој, кој има 31 година, а оди на вежбање со тегови. И дига тие тегови, да ги наречам, па некаде со 180 килограми. Да речем, еднаш ми подкажа така, дека има дискус хернија на горниот дел од сичмата, на 2 места едно по друго. Да кажам дека се употребувам со на фин начин да го убедам дека да прекине више со тоа, ама не можам да го прекинем. Така, ве разбираме сосема, да, бидејќи со самата негова возраст веројатно потешко е да прифати нешто, ние ќе го упатиме советот до вас, а вие ќе го пренесете до него. Само ќе слушнете веднаш по рекламите, а претходно само уште следниот гледач да го слушнеме со неговото прашање, па ќе го дадеме одговорот на двајцата. Добро утро, повелете. Добро утро. На возраст од 63 години. Така. Пред 3 месеци ми се скрши 3 ребра. 8, 9 и 10. Немам паднато. Па и се уште чувствувам болки, а не ми е правен веднаш рентген и магнетна и компјутер со контрасти. Немам никаква повреда, например, во плутњото крило или во плуќа, но кога ќе седнам имам болки. Кога ќе легнам исто така, местото се уште јаки болки. Пијам за болки дорета и повремено блок макс измеѓу, за да можам да ги издржам болките. Па имаме прашање дали може да подлегнам на ваква терапија. Терапијата за која зборуваме во ред. Ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, останете со нас за да ги слушнете советите и препораките од доктор Александра. И веднаш по рекламите да го дадеме одговорот, советот и препораката на двете гледачки кои што се јавија. Да, Првата беше загрижената баба за својот внук. Значи, во поглед на вежбањето на господинот во теретана, значи ние секогаш препорачуваме кај пациентите што веќе имаат постоечка дискус хернија да избегаваат кривање на преголеми тежини. Тоа не значи да не вежбаат. Напротив, ние препорачуваме секогаш да се вежба, па дури и во теретана најдобро е со можеби на почетокот да се вежба и со персонализирани тренинзи, со значи фитнес тренер кој што ќе им покаже соодветни вежби на пациентите, че кои вежби се соодветни за нив, а кои не се соодветни. И секако кривањето на преголеми тежини да се избегнува. Значи може да се работи во теретана, но со помали тежини и со соодветни вежби. Тоа е во однос на направите дополнителни проблеми. Да не направите. Има често каде што се случуваат ситуации каде што се влошуваат дискус херниите при кривање на тие енормни тежини. Во поглед на втората госпоѓа која што се јави искршеницата на ребрата, јас тоа и не го напомнав. МБСТ терапијата може да се применува и во третман на скршеници, кои што особено скршеници кои подолго трајно и потешко зараснуваат и даваат симптоми подолго време, значи како што е во незиниот случај. Но мора да се напомене и дека после скршеници на ребра симптомите знаат да траат доста долго време и од наше искуство знаат да траат и по 5-6 месеци, па дури и до година дена кај пациентите. Најдобро е пациентката да дојда, да направиме физијатриски преглед и да одредиме кои физикални модалитети би биле најсоодветни за неа, за незиниот третман. Дали тоа би било МБСТ или МБСТ и комбинација со други физикални модалитети. Да, што друго на одделот за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центар нудите како цел тим
кој што излегува секогаш во пресрет на пациентите. Да, Промедика медикал центарот, значи има врвен тим од физијатри и физиотерапевти и располага со најсовремена технологија за физикална терапија. Нудиме бројни физикални модалитети од конвенционалните како што се електротерапија, сонотерапија, магнетотерапија, потоа терапијата со вибратерапија, значи со вибрации. Секако во третманот на веќе напоменавме дискус херниите, може да се применува терапијата со компјутеризирана спинална декомпресија на рбетниот столб, позната како тракција или екстензија, што исто така неоперативно лекување и во голем број случаи успешно лекување на дискус хернијата. Потоа секако да не ги заборавиме кинезитерапијата, вежбите, мануелните техники, значи имаме сертифициран терапевт кој што работи Јумихо терапија, тоа е јапонска мануелна техника која што исто така помага и може да помогне и кај овие пациенти со дискус хернија, но и кај значи бројни други пациенти. Потоа текар терапијата, најсовремената индиба текар терапија која се применува и во рехабилитацијата на бројни хронични состојби, повреди, терапијата со мануелна лимфна дренажа, зашто имаме исто така сертифициран терапевт кој што работи. И тоа е, значи, да речам, спектарот на терапиите кои што го работиме и сега го очекуваме. Најновото и единствено овде само кај да. вас, нели? Да. Терапијата со магнетна резонанца. Која ќе биде препораката до сите наши гледачи, посебно оние кои што го имаат проблемот со дискус хернија, хронична болка, други мускулно-скелетни проблеми во поглед на примената на оваа терапија? Значи, препораката е да дојдат, да направат физијатриски преглед и да ја пробаат оваа терапија која што навистина во светски рамки дава позитивни резултати кај овие состојби. Исто така би сакала да нагласам, често менувајте својата положба, пациентите и целата популација не останувајте во една иста положба во текот на денот, вежбајте, јакнете го лумбалниот корсет и на тој начин да нашата најважна задача како медицински лица е практично да ги превенираме овие состојби. Така, да. И за самиот крај го имаме и последниот гледач, да го слушнеме и него. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, повелете. Добро утро. Вака, поздрав до докторката и до вас. Ве молам, јас имам дискохернија и сум оперирана од дискохернија, меѓутоа имам и спондилолистеза. Дали, да прашам докторката, дали лечат спондилолистеза? Имам на трети, четврти, на пети пршен спондилолистеза и имам огромни болки во целото тело, не можам да станувам. И после операција 6 месеци јас не осетив никако подобрување. Дали лечат таква работа? Добро, ви благодариме. Да, секако дека лекуваме и пациенти со спондилолистеза, како и со болки кои што имаат постоперативно, после операција на дискус хернија. Има многу пациенти кои потоа имаат тегоби, така да тука во предвид може да дојдат повеќе примена на повеќе физикални модалитети, па дури и МБС-то. Пациентката може да дојде да направи консултација. Така, затоа е најдобро, нели, да се види состојбата и да се одбере она најдоброто кое што ќе помогне, бидејќи болката на вистина така го нарушува секојдневието, не можете да спиете, не можете да функционирате во текот на денот, ама затоа претходно малку повеќе ќе внимаваме на сите овие работи за да не дојдеме до тие ситуации. Ако веќе ги има, тогаш има начин и решение. Така е, главната цел на физикалната терапија е подобрување на квалитетот на животот. Штом ние тоа сме го успеале да го постигнеме, тогаш нашата работа е успешна и е добро завршена. Така. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.